нова седница и нов изум на владачкото мнозинство во град Скопје, како да ја уништи демократијата, како да ја уништи дебатата овде во Советот на град Скопје. Имено сами си одлучија, без опозицијата која што жестоко се спротивстави на ова, но и еден советник од владачкото мнозинство, дека ова не е добро решение. Поставувавме прашања, а сега градоначалникот држи монолог, одговара на прашања, а ние немаме право и немаме можност да одговориме за што всушност се работи. И новинарите кои што се овде се зачудени кој е овој нов изум на мнозинството во град Скопје. Она што не сакаше Орце Георгиевски да одговори е од каде го најде Маријан Цветковски за нов директор на Фондацијата за Скопје град на културата. Се работи за вечниот директор во Македонската радио телевизија, кој што 15 години беше директор и за кој имаше многу забелешки во работењето. Не кеше да одговори за непотизмот во пожарникарна та станица, потоа не кеше да одговори за состојбите во Лајка, зошто ретерираше составот за дивиот пешачки премин во Чаир, потоа не одговори конкретно за понудената рака од СДСМ да му дадеме комплетна документација за да може да се конкурира за набавка на автобуси, меѓутоа најверојатно не сака да одговори бидејќи тука нема да може да има крадење на пари. И тоа беше деловничко кршење во работата на Советот и уште една работа која што сега ќе почне седницата, повторно го крши деловникот, наместо 7 законски дена, материјалите за значајни седници како што е ребаланс на буџетот ние ги добивме со задоцнување. Орце Георгиевски милува да каже дека он е избран и он одговара за работата на Советот. Да го потсетиме. И ние сме избрани од граѓаните и ние одговараме пред граѓаните. Не е целата одговорност на него, туку и на нас, а ние цело време ќе се бориме за интересите на граѓаните.